Во организација на заедницата на Хрвати Либерта Штип, заедно со Универзитетот Гоце Делчев, а во рамки на самот на книгата во Македонија, во Штип, на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, предавање на Бруно Шимлеш, познат хрватски социолог, новинар, љубоволог, психотерапевт. Меѓутоа, господе Долорес, евидијата, зошто токму во Штип Бруно Шимлеш? Па со еден збор да кажам, на сите нас, комплетно во светот ни е потребна љубовта. Мислам дека во овој момент на сите нас едно вакво предавање од ваков еминентен писател, творец од Република Хрватска може да ни биде само од корист, бидејќи во неговото предавање народот ќе сознае какви навистина треба да бидеме, да шириме позитивна енергија, да се сакаме и да се почитуваме. Само љубовта може да не спои и да го направи она што во светот е неминовно за едно подобро утре. Школа живота, љубовологија, книги 9 до сега, на подготовка и англиско издание на македонски преведени во Балканот сите познати. Бруно Шимлеша не е прв од Македонија, прв пат е во Штип, меѓутоа што Штип ја не е од Бруно ќе слушнат низ она што значи интеракција поврзано со љубовта? Па ево прво драго ми Морам да признам, обожавам што можам да видам во Македонија и што моите книги се овде добро примени. Сега е објавена и втората моја книга Школа на животот. И мило ми е што овде луѓето реагираат позитивно, како и во регионот. Се трудам секојдневно да говорам за оние теми кои секако сите не интересираат. Како да се има здрав однос кон себе, како да се сакаме самите себе си, како паметно да се одбере партнер, како да се комуницира меѓусебно. Секако, за темите пишувам научно и темелно, на секојдневен јазик. Колку ве исполнува тоа што луѓето секогаш разговараат на вашите предавања, поставуваат прашања и колку за Бруно има љубов и таа постои ли? Па прво ја волим интерактивну атмосферу, дакле волим. Јас сакам интерактивна атмосфера. Сакам луѓето да се вклучат во разговорот со мене, а тоа значи дека се присутни во темата. На сите нас често пати животната теорија ни оди добро и знаеме што би требале да направиме. Да им опростиме на другите, да не им забележуваме премногу. Знаеме дека треба самите да се сакаме, но како тоа да го направиме? Тоа ни оди потешко. Затоа сакам луѓето да се вклучени во предавањето, затоа што тогаш заеднички наоѓаме решение за тоа како теоријата да ја реализираме во пракса. Колку љубовта знае човекот да го одведе на патот, тој тежи. Ма љубав е све. Љубав е апсолутно све, с тим да кад ја говорим о љубави, не говорим само о романтичнoj љубави. Дакле, љубав се не смие свести само на романтично. Љубовта е апсолутно се. Кога јас зборувам за љубовта, не мислам само на романтичната љубов. Љубовта е генерално насочена и кон децата, пријателите, татковината, кон природата, а таа во Македонија е премногу убава. Што значи тоа? Љубовта кон сеќе ги оплеменува нашите срца. Да, романтичната љубов е едно лице на љубовта, но и тие што не се во романтика можат да имаат богата љубов, ако ги сакаат своите деца, пријатели и така натаму. Ви дамо максимално велику позорницу у нашем животу. Французите велат l'amour n'est pas frontière, љубов нема границе, колку за Бруно нема. Љубовта никако нема граници, а тоа докажува дека и нашата свест нема граници. Затоа кога сакаме ние да знаеме кои сме и зошто сме создадени и ги чувствуваме своите чувства низ сите сетила. Така да љубов од А до Ш. Љубов од А до Ж.